Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие си имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе биде спакувана во некои 80 минути интервју со Љубомир Фрчковски. Ки има ново или последно интервју за ова календарска 2024-2025 година на 29 јануари. Подоцна правиме пауза од 2 недели. На 5 јануари и на 12 јануари нема да има емисија во Центар. Ново дружење ќе имаме на 19 јануари. Пред да го погледнете интервјуто со Љубомир Фрчковски, стисните на subscribe, станете subscriber или членови на емисијата во Центар, тоа е без пари, и така ќе може благовремено да добивате сите информации поврзани со YouTube каналот Васко Ефтов и со емисијата во Центар. Останете со нас, 80 минути интервју, нема да зажалите. Добро вечер, Љубомир Фрчковски. Добро вечер, Ефтов. Како сте, што правите? Добре, финос. Пред 10 дена договаравме интервју, во меѓувреме Тимчо Муцунски најави дека за 600-цифрена сума на пари, поради која сте вратени од Њујорк, може да има процес кон вас. Па не знам што може да има, меѓутоа и јас дојдов од Њујорк со моја оставка, они не ме вратија. Така што двете тие тези не се точни. Меѓутоа, она што е мислам, може би непријатно се слушне, е тоа што човекот не знае што зборува. Стварно, ја го потребив терминот шестоцифрени лаги, ама може да беше преостро, меѓутоа беше со основа. Бидејќи секој што работи во амбасада знае дека нема пари такви. Четвороцифрени, а не шестоцифрени во амбасадите. Вие добивате пари месечни, квоти кои ги делите во амбасадите, плати, кири, фиксно, здравствено за вработените. И имате некој дел кој е ситен околу трошоците на амбасадата, за кој амбасадорот има можност по закон и по правилник да ги распоредува, да ги префрлува од една квота во друга, за динамиката на работата ги прави. Тоа се тие пари. Се таму нема шестоцифрени цифри, па да го давиш амбасадорот нема. Значи не знае што зборува, кои цифри не. Колку е буџетот месечен, бидејќи ако примате месечно што велите, колку е месечниот буџет на месечно буџет на Њујорк е негде околу 40.000 евра, од кои одат 15.000 евра, например, одат за кирија за мисијата, за кирија на луѓето кои живеат во Њујорк, кои се големи, по 7, 8, 3, 4, 5, оди другиот дел, осигурањето здравствено кој имате со закон, морање да го направите 2-3 така. Останува негде 4.000 практично долари кои вие ги распоредувате на некој начин и тоа го правите согласно закон и согласно правилник амбасадоров. Значи пари нема, тоа се ситници. Мисли на тие 3-4.000 евра или 5.000 евра месечно што станува? Не. По 12 месеци, 60, по 2 години, тоа е 120, еве некоја логика да не е 120. Не може да мисли за тие, бидејќи тие со сметки се трошат. Ја не можете да извадите пари. Не се тие кеш пари, ви имате сметка и ги вадите и све оди. Секој месец они во МНР ги гледаат сметките на мисијата, директно имаат увид у тоа. И секој месец ние правиме извештај финансиски. Тој извештај финансиски го прави МНР, они го одобруваат. Сега ние имаме за 2 години, 3 години одобрени 24 извештаи финансиски и одеднаш има афера дека фалат 6 не го видел цифри, тоа. значи Не знам како тоа ќе проголта, таму извештаите се прифатени од нив. Добро натеране. И второ, он се обиде, не знам дали он, дали некој тамо, кој тамо тоа го прави, не ми е јасно. Се обиде со една блатантна, како се вика, лага, а тоа е кај се парите од сукцесијата. Објектот на бившата Југославија се продаде тамо и за моје време практично се реализираа парите кои Македонија треба ги земе од таа продажба, сега 4 милиони евра. И тие легнаа на мисијата. И се они мислат 4 милиони евра, сега тука се тие од кај, да речеме, ја би трошел нешто или би правил. И влегува со тоа кај се парите од мисијата на пресконференција. Првичната пресконференција беше таа. Не сакав да ги бламирам, не сакав да ги навредувам, меѓутоа директно те напагаат. И ги објавив сметките како тие пари се префрлени во буџетот, иако тие се, условно да кажем, дискретни сметки. Сега не можете да ги објавувате сметките јавно на мисијата. Не е тајна, ама не е вообичаено.
ме натера да ги објавам сите 4 сметки како парите се префрлени у буџетот со кои датуми. И после тоа се чуте, го заборавија тоа. Ама тоа толку е отворена и блантантна лага, што ме чуди кој го прави тоа, многу глупаво е. Ке го мислам, таква конструкција правите, ке го оштетите министерот, за кој мислите ке му правите услуга, ке го направите неписмен и дека нема контрола. Дека некој друг го води, дека некој друг го води. Не знам тоа како изгледа, но тоа многу е евидентно. Значи, тие се сомнева во тие 4 милиони. Па на почетокот се сметаа за тие 4 милиони евра и потоа кога видоа дека се тие у буџетот вратени, исто момент престана, а сега веќе не ги споменуваат тие. Бидејќи тоа што требаше да кажат седмоцифрена, а не шестоцифрена. Така што навистина е просто непријатно колку има непознавање и второ, целата ориентација негова е маргинализирана. Прашањето кое него, например, треба да му се постави вистинско, е зашто во негов имат мандат на почетокот, он ја упропасти сериозната шанса на држава да влезе во историја на ЮН, имајќи папир, документ, со име Охридски водич за преговори. Мој проект кој го прифати ЮН му одреди буџет на мисијата на Норд Македонија, тоа проект, независно што јас го правев како експерт на некој начин. Имам чест да е тој потпишен од моје име тама, тој голема чест во принцип. Имате 4-5 професори во историја што ги правеле резолуциите, ги знаеме и ние сме ги учеле тие. Сад ние добивме шанса за тоа. И добивме шанса Македонија да има таков пейпер со носно од негов град. Човекот му беше незгодно да дискутира за тоа, направи 300 извештаи, колку е тоа важно за државата. Оставиме сега мене, СДСМ, предходната влада, све од една страна. Ова е пенал. Вин-вин стратегија. Вие добивате за државата, го отварате конференција Охрид, да ќе биде мала, и влегувате во историја. Охрид Policy Paper се вика, forever. Тоа е многу важен пейпер за создавање на тимови кои преговарат, што е основна работа на ЮН. Човече го испуштија тоа само затоа што ја го правев. Добро. И само не го прашува тоа, он загледа на тоа кој амбасадор платил Netflix со службена карта. Netflix е 8 евра месечно. Да не речам, он тоа се бави на прес искача, вика некој од амбасадори нам кој платил Netflix со службена карта и тоа му е надворешната министер за надворешна политика. Добро, професоре. Има некој континуитет. Се обидува да ве илустрират. Па гледате каква радост имаше кај нив Антонио Милошевски пресконференција, кога наводно не ви дадоа агримант за бидете амбасадор во Вашингтон и еве сега ова. Значи, како тоа веќе некој систем кој има континуитет од време на Груевски, еве сега време на Мицкоски, како да дочекаа нивни 5 минути, па сега ќе ви се реваншира. Тимчо Муцунски беше ваш асистент или не, од каде би можеле тоа да го дефинираме, да го лоцираме причината да трне на таква лавина? Па не знам дали е негова лична работа. Тоа он беше прилично небитна фигура на факултет, беше на Бучко асистент, па тој дел него на, како се вика, трудово право, не трудово, али право на самоуправа, не знам, договорно право, нешто, таа зона функционира, но не знам дека он персона битна. Тоа е ВМРО во основа, кабинетот на Мицковски е во основа креатор на она што е под наводници креатор на вршната политика, бидејќи не ништо не работат, значи ја затвараат и ништо не работат, али не дозволуваат никаква иницијатива да се случи. Во таа смисла он е небитна фигура. Министров и се бави со вакви ситници, парчиња што му остава. Netflix кој платил 8 евра. Има ли шанса да завршите на топол оброк 3 пати на ден? Не знам од кај да тоа. Да не бегате ко Артем Груби, ко Никола Груевски, од некој гебек тука. ВМРО-вци можат да конструираат све, тука нема сомнеш, меѓутоа дека нема никаква основа и дека е све базирано на една огромна лага, тоа е недвосмислено. Мислам дека било кој што знае нешто у министерството му е јасно. Вие не знаете зашо се тие обвинувања, бидејќи тоа е едно сериозно обвинување. Прчковски 600-цифрена бројка за македонскиот народ, 600-цифрена бројка, огромна сума на пари, значи $100,000 плюс што се вели, немате некои индикации, не ви јавија, не ве праша, некој извештај ви поборат кај сте ги потрошиле
тие пари? Извештаите ги имаат сите во детали, никој нормално не контактира со мене, бидејќи нема што да контактира. Ниту мислам дека ќе има тука расправа некоја озбилна, бидејќи ќе се избрукаат. Ќе падне во било која постапка таквата, пошто е неписмено, не знае про што збори. Нешто му рекла. Вие велите пензионирани ревизори. Па тоа ги објавија, не ја тоа го објавија. Тоа е ваша некоја формулација, значи дека тие веќе и ревизии имаат направено, че има некој предмет, има некое дело тамо кој се тркала. Они правеле прво некаква истрага внатре и не дошло до ништо. И потоа ангажирале некој нивен ревизор од надвор, кој не е на листа на ревизори и кој нема лиценца регуларна, активна, кој е пензионер, како што е објавен тамо, не знам. И ја пратиле која по информации на мисијата тамо 1 сат, 2 била во мисијата и толку, и она прави конструкција по нарачка нивна, тоа е ВМРО истрага. Не е истрага, него е ВМРО-ска истрага. Тамо немате ништо сериозно да расправате, осем да се чудите и да се спремате, бидејќи таа аргументација ќе падне секако, нема ништо. Тука беше пласирана приказна дека тие ве викна на консултации, дека група на неколку амбасадори меѓу нив и вие, и дека после тие консултации ќе ве вратат, па сте се договориле, па вие само инициативно сте се вратиле. Шо е вистината, ве вратија, ве принудија да се вратите, сам сакавте да се вратите, бидејќи вие на пола мандат всушност го прекинавте амбасадорскиот мандат. Така, 2,5 години. Они почнаа да го конструираат ова со париве од сукцесија. И ги објавив списоците и зачутеа, меѓутоа очигледно се гледа тенденција дека сега ќе конструираат вакви приказни за да можат да најдат начин да ме вратат. По таа смисла јас немам намера да се борам за тоа место, ми е небитно тоа и воопшто не мислам па со нив да соработувам, пошто се тоа една групација која нема никакви иницијативи. Мене беше жал само за овој проектов што е го упропастија заради Македонија, не заради нив или СДСМ. Тоа навистина беше жал, му напишат неколку извештаја и на председателката и него, дека тоа и без мене може да го користа, дека тоа е многу важно за државата. И добро, каков е ставот? Неписмени, и јас им реков, ќе поднесам оставка. Па ништо не ми одговори, она молчи. Вие бевте со колеги на факултет? Колеги, да, ја напишав тука, е многу важно, тоа ќе биде брука за нас. Се чудат тамо како може земја, која нема шанси поголеми земји да добија таква прилика, да ја испушти. Так да направи и онако... да речеме да е така некоја бледа политичка фигура, вие сепак со неја и сте биле колеги, сте биле во иста влада, 92-а. Нема сила она ништо да направи во таа смисла, окей, толку сватив и не ја притискав ништо, немав ни интерес фактички да ја притискам, јас поднесов, им реков дека ќе поднесам оставка и поднесов оставка и се вратив, толку ја приказната, тамо завршува. Они не мрдна. Со неја сум имал последно интервју 2009 година, вие и Ѓорги Иванов, тогаш не учествувате председателска трка, правам досие правен факултет, прво интервју со неја. Прво прашање за кога ќе гласате, професорке, бидејќи со Љубен Фрчковски сте били у иста влада и сте добиле фри шоп во таа влада, морало Министерството за внатрешни работи, на Иванов сте се подпишале на нели петиција собирање на подписи. Стана, го фрли микрофонот и си замина. Да? Тоа тука заминеше прво прашање, така беше доста спектакуларно. Иначе ВМРО има дугачка традиција на прогони. Преди они така функционираат како принцип. Ви го пушти они телефонски. Значи, првиот прогон беа преку ДАИ, првата влада кај Љупчо Георгиевски, тоа беше за транспортерите у МВР, нели цвикари, коњи, Рейбанови коњи. Да, тоа све пропадна, али најкрупна работа беа кричните пријави од Павле Трајанов, тогаш и од Саво Климовски вајда за транспортерите, бидејќи ние тогаш купувавме транспортери од Украина, неавме оружје. И тука нешто дека се правеле проценти, тоа беше приказната, па тоа пропадна. Потоа беа кричните пријави на Љубе за атентатот. На Киро Гligorov. На Киро Gligorov, тоа од Бугарија. Тоа не влезе ни оваква постапка. Па беа лустрацијските приказни. Тогаш ви го пуштија преку палчо на телефонски разговор со Алберт Муслиу, каде што вие наводно го замолувате Алберт Муслиу да интервенира кај ДУИ
членовите на ДОИ во лустрацијска комисија да не гласа за ваша лустрација. Да, тоа беше лустрација на наредбодател. Демек, јас сум ги користел изворите на кодошите, по нивно мислење, за пресметка со политички пријатели, а таму нема никакви пресметки не се одвиваа. Министар, ја не можам сам себе да се кодошам, ја можам да користам информација. Да беше една цела повторна политичка ујдурма која се распадна, обид на факултет да изгубам работа, исто така беше приказна, и во меѓувреме они преку илустрацијата потепа еден голем дел луѓе испумре од инфаркти, од мозочни удари, кичево, судиеве што ги илустрираа, луѓето не можат да издржат на еднаков начин. Тоа е сепак жесток судир. И сега конечно целава приказна, јас сум како некаква идеолошка фигура која е све различно од нив, све спротивно, истовремено преголема политичка фигура која направила устав, не знам, Охридски договор, да не да го прескочиш. И во таа смисла стално има предизвик за тоа. И они во сменувањето на амбасадорот не е проблемот дали нешто ќе најдат, они нема да најдат ништо. Туку едноставно не можат како израз на политичка моќ да издржат ја да останам таму. Сега тоа ќе искочи вака, овие се слаби, овие не можат ништо да направат. Не може сменат. Не можат на овој ништо. Значи, таа работа не може да издржат. Политичката моќ е приказна и мене беше тоа јасно и затоа се повлекав да не правам никакви сцени. Има ли разлика помеѓу ВМРО на Љупчо, ВМРО на Никола Груевски и ВМРО на Христијан Мицкоски, бидејќи кога ве слушам вама овие хајки што велите дека и водат, тоа се случи во време на Љупчо, во време на Груевски и во време на Христијан Мицкоски. ВМРО има една, треба да ја знаеме сите, една сила која всушност него го обнавља стално. Тоа е страф на македонците од отварање. Значи, он им нуди на македонците дека ќе ги чува од дупка затворени, како мал народ, и дека нема да ги изложи на отварање конкуренција на поголеми народи, како што се албанци, срби, бугари и грци, а тоа неминовно ќе се случи ако ние влеземе во Европска унија, НАТО и така, ама ако ќе се отвориме скроз, ние сме 1,5 милиони. И сега се судираме по гоцевана логика, нели, гоце, ја го разбирам регионот, како културен надпревар меѓу народите, и сега изволи па надпреварува се, 1,5 милиони. Ние што викаат црногорците знамо каква водна смо, кај ќе се конкурираме ние сега, чути боле седи вака, тоа е силата која постојано гласа за ВМРО. Не тоа што они узурпираат власт, тоа баш кај што го прават, него ова е главната сила. Да стоиме, Македонија сама да ја држиме, надвор во изолација. И он успева сега, гледаш, континуирано има. Љупчо најмалку тоа го прави, Љупчо тогаш е у конфузија, ова повеќе да го правеше прогониве, Љупчо помалку, потоа се консолидираат ВМРО-вциве преку ширење на страв и држење на народот затворен, кои имаат истата логика, а тоа е леби игри, римската логика. Значи, нема проекти за промена, сите проекти се завршени од левицата и левиот центар, сите. Независност, устав, влез во ЮН, Охридски договор, Преспа, Бугарија, све. Значи, они се доаѓачи, трошечи на буџет на гладно, на ништо. И се во таква ситуација, кога нема никаков жив проект, политички се работи, таа динамика на политиката дека ти нешто работиш, како ја правиш? Со прогон. Прогон овој. Сите пресконференции, вие не се симнале од пресконференции. Све се. Значи, министар на внатрешни работи, нешто што не му личи на премиер, он сега тука обвинител, станува судија, овие им се заканува на партеници. Ја не сум видел таков недоличен говор. Дека со лисици ќе бидат вадени од тука. Ало. Ти си премиер, човече, ти владеш една држава која е на многу деликатен период и многу добра, со една историја на меѓународна политика, ти се бавиш со пресови околу кого ќе апсиш и празни проекти. Погледнете о проектов, 25 години стратегија до 25, па 3 проекти има готови такви.
Прочитај ги, човече. Претходната влада имаше проект до 25 година. Сега овие исти ви го прават, истиот проект до 25 година. Ќе турат пари на тројца нивни академици, уште тројца професори и програмата ќе си ја стават у проектот за Македонија, стратешкиот проект, пази, тоа е стратешки. Тоа е празна слама. Немате вистински проект за И развој. добро, како заглавија, после сите турбуленции, се што помина и 2001 година и шарени револуции, и они се заглавуваат во некаква стратегија заветна. Мантра некоја заветна. Значи нема манифестација. Министерството за одбрана направи годишен концерт заветна се пее тама. Значи од бисер балкански кај ќе обединуваат Македонија трите дела цела да е, нели, сега завршува во некоја заветна. И тој страв, значи, велите од затвореност, но и тој страв, значи, таа потреба да се делиме, нели, па Лјупчо Ѓорѓиевски размена територии, па целата нивна мантра и сега дека најдобро, уште подобро било кога се поделевме 2001 година, подобро ќе беше за нас. Од каде произлегува таа потреба? Па мали народи имаат жестокоста на која се изложени, тоа фројдовска една колективна приказна е, тоа се вика dead drive, имаат по некој пат можност да се самоукинат, може да е на крајот на кришта тоа подобро. Бидејќи поделбата на вака мала држава не може да ја остави жива македонскиот дел. Нема тоа шанси, тоа најверојатно србите го земаат, бугарите имаат помали шанси бидејќи се у хаос. Меѓутоа тоа одма србите ќе се искочат на историската грчка граница. Албанците ако се тргнат. Така да таква приказна од секогаш била исчезнување на Македонија и тој dead drive кај моровците постои. Во меѓувреме имаат една жестокост која во овој случај најопасната приказна нивна е судир кон обвинителите и судиите. Апсолутно тој дел ако го превземат, ние имаме полициска држава. За жал, некои од странците во обид дека ќе ги контролираат или дека ќе ги исконтролираат или дека ќе ги добијат на европскиот пат, им даваат блага поддршка. ВМРО-ците тоа ќе го разберат како карт бланш за судир со обвинителите и со судиите. И тогаш целиот механизам на репресија го имаат како во време на Груевски скоро. И тоа вака со, да речеме, тивка операција, не таква како на Груевски жестока, тогаш сме ние во навистина лоша состојба, внатре лоша, една недемократска структура мала, која ќе предизвика тензија со албанците. Тоа нема дискусија, нема да го трпат тоа, мислам никој не би можел да го трпи. Им ги легна, например, албанците сега. Албанците, гледате, имат обид за нашарена револуција, шатори, предуставен суд, закон за јазици и така натаму. Иако тоа со месеци се најавуваше дека крајот на годината Уставен суд ќе го стави и тој случај на расправа во Уставен суд, па го пролонгираше закон за јазици, повикувајќи се на Венецијанската комисија дека во судско обвинителство е непрактично, нефункционално спроведување на еден таков закон за јазици. И во еко, што се вели, во срцевината на таа, во наводници шарена револуција, имате Артан Груби на американска црна листа, па обид за апсење, па бегство на Артан Груби, па два концепти, концептот на ВМРО Артан Груби да биде некој Даравелски или да биде некој Милијан Накевски, концептот на СДСМ Артан Груби да биде некој Никола Груевски кој ве избегал во Гепек, што се вели, преку граница на Косово. Им фрлија странците сериозна гума за спасување, значи им дадоа воздух, им дадоа кислород. Да, зошто? Тоа се троши. Тоа се троши, они се обидуваат него да го сепак вратат постојано, гледате, они го точно го изолираат кога оди во Европска унија, но постојано го буткаат кон концептот и сметаат, се надеваат дека он сепак ќе направи уставни измени, веројатно ќе ги направи уставните измени. Со тоа што он е потполно, зборам за премиерот, потполно изолиран. И второ, персоналните елиминации на некои албанци, некои апсења овде, правејќи афери од овој банален тип кај што се бламираат, ќе фрли сенка врз целиот процес и врз некои можда афери кои се издржани корупцијски, ќе фрли, бидејќи они прават през политички пропаганди наместо да го остават системот да функционира како правна држава, окей, корупцијски афери, обвинителството мора да изфункционира, сите очи се тамо, не можат обвинителите да прават. Добро, можете да функционирате без концепт на заробена држава. Падна како концепт на заробена држава, дефинирано од Европската комисија во годишен извештај, дефинирани како заробена држава,
Поминувате една катарза 7 години, како велат се реформирале, а всушност, нели, кога ги гледаме овие потези што ги прават овие 6 месеци, ништо тамо не е сменето, освен што Груевски е во Будимпешта. Можат ли надвор од тој концепт на заробена држава тие да функционират? И второто прашање кое сака да ја поставам. 92 доаѓате министар за внатрешни работи. Имате ли сознание како е формирана таа партија? Нели обично велат КОС, па 6 министри и така натаму. Има ли концепт во целата таа работа, како се формирани и која всушност треба да им биде агендата на историско делување сега 34 години? Па, види, тоа можда им помалку е важно реално од тоа дека они имаат социјална база кај нас. Значи, било како да е формирана партија, со грешки, со мани, со инфилтрација, а тие беа како швајцарско сирење на почетокот, косовски, бугарски внатре линии. Косовски на кост, нели да објасниме? Да, на кост, да. Од таа смисла, српски зборувам. Не е тоа најважно. Најважно е дека партијата се консолидира, бидејќи има социјален слој кој верува на проектот на изолација на Македонија и Македонија сама, независно тие фантазми за голема Македонија, сега тие ставите ги на страна, они веруваат во тој концепт, метаат дека во таква ситуација они ќе бидат обезбедени, security ќе имаат, ќе може да ги делат парите, ќе може да се расправаат со своите либерали и остало и така натака. Сега тука тоа е тоа што ги одржува ни во различни варијанти. Варијанти на Љупчо, варијанти на Груев, варијанти на Мицко. Тие всушност власта е доживеат како власт на локално ниво. Баш така, како комунално. 3 пати пари се даваат во локална самоуправа и повторно нема пари. Од унгарскиот кредит треба 250 милиони да се дадат. Значи они така ја доживаат. Да, они се големо, па некаде и ефикасно комунално предпријатие. Во тоа ниво функционираат, окей, до некаде, од партијеве, можеби и подобро од социјалдемокративе. Големиве политички проекти им ги препуштиле нив, се возат во таа линија, нешто малку идеологија околу тоа. Со албанците не ми јасно како постапуваат, тоа е еден амбивалентен однос на омраза и на трпење и на опит за меѓусебно дисциплинирање. Да се поделиме, нели? Тоа е мантрата нивна. Подобро секој на своето, нели, да се биде. Тој со групчин подмолње, таа некоја историска. Како го направи ова со законот за јазици, исто не ми е јасно. Тоа е лош потез. Меѓутоа лош е потез на следниот начин. Закон за јазици согласно уставот е возможен. Тој не може да биде нападнат генерално дека не е возможен. Уставот регулира една точка на официјалност, која не е еднаква со македонскиот, го регулира во меѓународните односи пред се, во собранието дефинира каде. Сега, тој не вика не можеш во сите детали на хоризонтална употреба на јазикот да донесеш закон, окей е тоа. Не можеш со законот да ги менуваш уставните одредби. Тоа не можеш, иначе закон можеш да донесеш. Добро, и сега тука има, кај законот има една-две точки, можеби, не сум запознаат детално да не импровизирам. Една точка е употреба на албанскиот јазик во меѓународни односи, он се шири, например, јас добивав во Њујорк телеграми, меѓу себе си зборат конзулот кој е албанец и организацијата УМНР, кој исто така ја води албанец, на албански јазик. Сега, јас не знам што пишува, треба да информираат нас. Мој хендикеп е да не го знам албанскиот јазик. И сега не можам да прочитам и им напишав. Молам се, согласно уставот и ова, пишувате на македонски или барем двојазично, можам да разберам што е приказано. Значи, во меѓународна комуникација треба да се држи цврсто до договорот. Не тоа да го сакаш, го неќеш албанскиот јазик. Што значи дека треба да се користи македонскиот јазик. Внатре во МНР, внатре, како организовани може да договора да се нешто да се користи. Добро, и оној договор Глигоров Изетбеговиќ се правеше, еден јазик се беше, нели, за меѓународна армија, граници, така натаму, значи мора нешто да има. Не оди до тамо. Во уставот и во Охридскиот тоа дефинирано и доволно. Знаете зашто? Имавте вие едно толкување кај што велите дека Охридскиот договор треба двосмислено да се толкува, нели, во корист на двете страни. Секоја страна може да се го толкува на свој начин и само така можело да биде постигнат тој договор. Тогаш веќе почна секоја страна и креативно да си го толкува тој договор и тоа стана вака еден циркус како што е сега. Гледај, вака во Охридскиот договор не забранува, он решава еден круг на тесни прашања колку што може договорот 20 страни.
да направи. Тој не може целата палета на употреба на јазикот да ја напише дефинира, кај себе. да Не може. дефинира. Тоа го остава на политичкиот процес и на носење закони. Он дефинира 2-3 точки фиксни. Тие 2-3 точки треба да внимаваме да не се нарушат. Проста работа е. И нема тоа врска со сакање некење на друг јазик. Добро, може ли усудство со Венецијанска комисија вели дека Она вака вели. Значи, едно е Венецијанската комисија се однесува на комплетна двојазичност во судските постапки, која стварно не е во ред. Значи, правото кое треба да му биде обезбедено на странка албанец е да користи свој јазик, да има преведувач и евентуално пресудата да му е преведена, тамо кај што му се допираат правата. Тоа е стандард. Не е целата процедура, не и сите записници. Тоа што станува невозможна ситуација да се води. Таква ситуација, експерти, па сега и тогаш има 3000 можности да блокираш. Ова не ми е преведено, она не ми е преведено. Еден случај ќе трае. Сега, тој елемент го напаѓа Венецијанска комисија. И може многу лесно тоа се реши. Не е тоа голем проблем, али тоа се 3 члена. Не е целиот закон. ВМРО го проблематизира, поднесува представка и подоцна ВМРО плаче дека Уставниот суд сакал да политизира и да направи политичка... Тоа е едно. Второ, не треба целиот закон да се... Таа Калимеро позиција, очигледно 34 години на тие луѓе им поминува, некој им е возможува и тие врз база на таа Калимеро, нели, филозофија сите не мрзат, не сакат, еве некој се прави тука па дури политички кризи, овој несреќен СДСМ кој не може да фати глава и опашки им прави политички кризи по државата. Да. Тоа е истата линија и морале да бидат тука многу повнимателни, бидејќи таа релација со граѓаните албанци не е битна за нас. Историски е важна, сегашни е важна, немаат перспектива без таа релација да ја градат тој мултикултурен концепт. И странците застанат на нивна страна, мислам, јас тоа така го толкувам. Артан Груби на црна листа во ек на протести на ДУИ за законот за јазици и постапка на Уставен суд, јас ја толкувам како кислород, како воздух што му дават на христијани. Му даваат во почетокот да видат како се развија, бидејќи целиот концепт уште не е доразвиен. А неговата авторитарен потенцијал сега се покажува во нападот на кај обвинителите. Веќе реагираше Европската комисија околу притисокот кон обвинителите и судот. Тоа како, значи они во овој момент го тестираат тоа мало кученце во кој правец ќе се развие и затоа му даваат поддршка, да не е само осуда, тука е поддршка, која ќе премине рубиконот на авторитарен систем. Нормално може натред ние сме најголеми паталци на тоа, тогаш го менуваат концептот. Во меѓувреме, додека тоа не се случи, опозицијата мора да се консолидира, бидејќи ќе ја доживееме српската позиција, кај што и кога странците се против власта, нема на кога се подпрат за алтернатива. Значи, професоре, што ако Вучич направи се да ја разнебити српската опозиција, и тоа му треба неколку години или неколку изборни циклуси, тука опозицијата сама се разнебити. Не со помош на ВМРО, туку сама, работејќи конфликти внатре и така натаму, што е сосема различно од српскиот модел, нели? Како еден распад на еден систем, тоа е чудо, една левица која велите ги завршила сите процеси во Република Македонија, која историски 43 година формирана околу две прашања, албанско, бугарско прашање, врховизам, нели, и редентизам, сега е анационална, непатриотска, предавничка и така натаму, како успеа да се урушат, да влезат во еден таков процес? Па ја не знам дали е тоа толку радикално, знаејќи некои линии во СДСМ, СДСМ има структура. Ја милам дека е така, но не, разбирам, има е стигматизација која им е направена за леко. Да. Ви, прво и основно 2 мандата се тоа. Меркел и Тачер победува у 3 мандата. Они мораат да очекуваат дека ќе бидат у опозиција после 2 мандата, не со толкав пораз секако. Екипата која го водеше тоа не беше доволно јака, не беше доволно јак профил да може да го ублажи поразот до крај, тоа отиде скроз. И при тоа имаше многу голем, тоа е точно, имаше голем дел на толеранција кон албанскиот партнер кој правеше голема штета на СДСМ со своите коруптивни активности на неколку члена. Сето тоа заедно се собра во еден жесток пораз, но
но СДСМ има структура, они ќе се дигнат секако. Меѓутоа мора да се дигаат појако, мора да реагираат жестоко на оваа политизација и односно полицизација на политиката. Практично сме полициски билтен. Им го залепи Артан Груби. Значи со целата прљавштина не го залепи Артан Груби толку на Дуи и на Али Ахмети колку што го залепи на овој СДСМ. Добро, сега не може да се обидат тоа да го направат пропагандно кај нив и по нивните телевизии, тоа не е најстрашно. Има време, меѓутоа мора да почнат да ораат. СДСМ мора да реагира, мора да брани пред се правната држава, во овој случај статусот на обвинителите, на судиите мора да ги брани. Има сила СДСМ, гледате, изопштена од меѓународна заедница. Вие велите странците, мислите на Калето, нели на американците, тоа е еден концепт, стратегија како да дефинираме од Кристофер Хил па Филип Рикер, очигледно дека ги ја спроведува таа политика, кај што смета дека ВМРО треба да ги реши националните прашања. И тоа никош не се случило, нели? Не се случи ни со француски, ни пред француски, односно ни со преспански, ни пред преспански договор. Како сега може да го натерат ВМРО да помине нешто да реши кога 34 години немат ни историска, ни колективна меморија. Ќе видиме како тоа ќе изгледа со уставните промени. Ќе видиме, он треба да направи главен проблем на Мицкоски е како ќе проголта таа жаба. Треба да ја голтне со маслинов зетин, на неговите тези претходно дека тоа нема да се случи жестоко, дека по ниедна цена. Мислите ќе го направи? И тоа ќе го направи. Ако не го направи, тогаш Македонија влага у сериозен проблем. Сериозен проблем. Он можда не може да го види, тоа е негов проблем, али ќе влезе у ситуација на изолација и внатрешна дестабилизација, ќе почне не е тоа Артан Груби, ќе почне населението да го одбива овој системот како таков и таа криза, јас дефинитивно мислам дека тоа ќе биде политичка и социјална криза, треба да биде спремна опозицијата да ја прифати и да го разбуди цивилниот сектор со кој комплетно се растури после шарената револуција во еден концепт на подготовка на алтернатива, бидејќи ова моќно како изгледа ВМРО може како кула од карти да се растури. Тие системи што изгледаат така и нивната структура што изгледа така моćна сега и добиена со таков мандат, може преку ноќ да ја нема. Фактички да нема сила нигде да се појави, изолирана, во судир, во криза, ќе се создаде една психологија, македонците се осетливи на таа несигурност, на одење било каде и одеднаш ситуацијата се менува. Преку ноќ, одеднаш имате понуда за влада национален спас. Александар Николовски вели Фрчковски секојаш бил транспарентен, токму алудирајќи на ова нели што кажуваат албанците, невладен сектор и така натаму и така. Всушност таа Соросова мрежа не само тука и во Америка се растури како кула од карти одеднаш ја снема. Не само поради шарената револуција или неисполнувањето нели на таа парола нема правда, нема мир, очигледно дека можеби времето е поминато, дека времето има изедено целата таа концепција, целата таа стратегија. Можеби е време за некоја нова стратегија, бидејќи тоа што било 20-25 години веќе не постои. Не, Васко, нема друга стратегија. Секогаш е концептот граѓанските асоциации, друштва и партнерството со политичката партија. Погледнете ги студентите во Белград. Значи имаат таа еуфорија дека се тие сами, не сакаат со политичка партија, се петлјаат истите болести, судирна со Вучич директно. Меѓутоа проблемот каков е? Во еден момент формулата која во предавање кон нив би им ја опишал е следна. Независно колку сте вие храбри и јаки, во еден момент ви треба политички партнер и ви треба меѓународна заедница. 1, 2, 3. Да, не можете вие сами, бидејќи самите велите дека не сте политички фактор. Вие треба да искочите со политичка агенда и некој треба да ја преземе власта. Нема силна партија, гледате. Таа партија или таа силна партија што требаше да постои Србија ги изневери постојни протести за детето, така е. 9 деца убиени нели во Рибникар и така натаму. Сега не постои таква политичка сила. И тоа очигледно не е политички, туку е општествен процес, што е многу посериозно за Вучич, кај што се крива студентите, нели некоја алузија. Да, ама на крајот шпицот на тој процес. Ке мора да има политичка. Секогаш ист. Тоа е клаузевица ситуација. Вие можете да ја растурите ситуацијата и сега треба да ги поврзете конците и некој да влезе во владата. Или Орбан моделот да му го направи човек
од Фидес, или сопругата негова на висока функција во Фидес, излегува му прават партија 12 до 15%. Нешто мора да се деси. Во овој случај кај нас мислам дека тоа ќе биде повторно СДСМ, нема тука дискусија. Мислам за тоа треба да се спрема. Они сега многу широко ја фатија, почнуваме од почеток сето, окей, супер, и екипата млада е супер, али они мораат многу побрзо да се спремат. Локалните избори тука, им требаат сега некои општини тука у центар, им треба фактички бројка. Не им требаат можда број на општини тука се такмичат, али им треба раст од едно 50.000 гласа, 50 до 70.000 гласа на локални, тоа е победа за нив. И тоа покажува консолидација. Еден глас повеќе од парламентарни, што ќе речеш. Парламентарни. Еден глас повеќе од парламентарни, тоа значи 150.000 плюс 1 глас, што значи дека би се повторил историскиот минимум што се вели. Вие имавте 2009 година слаб резултат, нели? Тога со Ѓорги Иванов, тоа СДСМ, после Бранко Царенковски, после Радмила Шекерински, Вучковски, се соочуваше со некоја криза. Што се случува во левицата во тие моменти? Како доаѓа до еден таков распад систем? Навистина левицата во или СДСМ овие 34 години само еднаш има чисто победено тоа 2002 година, сите други победи се во некои комбинации, па правење влада. И на локалните избори 2017, после она што се случи карамбол од 27 април. Значи очигледно дека тој десен социјалдемократите е посилен, помоќа. Да, во македонското општество се 250.000, во маровците се 300. И секогаш е така, околу горе-долу. Тоа е друг свет, тоа е повоспитан свет, по-индивидуалистички свет, по-граѓански свет. Тешко се мобилизира заеднички. Има своји ставови. Мобилизацијата, тврдото јадро е од 150 до 200.000, 250-300.000 е максимумот. Потоа ако се направи народна мобилизација, скакаат тие бројки, меѓутоа тоа е тоа тело и тоа е тоа. Таков е политичкиот дискурс. Не е тоа спорно. Она што е поважно околу тие мобилизација дека на СДСМ мора да ја направи врската со цивилниот сектор повторно и мора да биде мек со тој сектор. Не треба да му продаа памет. Ние колку пари ви дававме, сега што се буните, ние ве поддржавме вамо, вие сте неблагодарни. Не така. Они треба да ја примат топката на гради, треба да молчат, овие ќе ги обвинат дека биле идиоти, дека биле узурпатори, арогантни, не одговарале, но и ќе одмолчат. И ќе почнат да ја граат коалицијата со нив на еден ги градат доверба, траст мора да граат со нив и да ја граат таа мобилизација повторно, бидејќи од другата страна има еден свет кој е и милитантен, има субкултурни групи кои може да не се како србите, али се стварно насилни, со нив треба да се судрите без компромис и без проблем. Го нема Гуриевски, го нема Мјалков, го нема тони тој фат, таа оперативност да формира такви системи, но можат мали микросистеми да формира, гледат овие приказни ке апсат, ке прават, па списоци, па, значи, перманентно како сарма подкривање на јавното мислење, да биде во некој страв, да биде во некој исчекување, па дали некој ќе му се јават, ќе му тропнат на врата и така. Значи, играјќи на тој колективен страв, тие всушност се јакнат својата сила, политичка доминација. Тоа е техника точно која се користат стално, а дали ќе успеат да ја зајакнат, тоа зависи од начинот на кој го прават тоа и од трпението на населението. Да го реши или да не го реши проблемот со бугарите, бидејќи ако го реши, тогаш ќе му дозвола да прави Вучич, значи да го репрезира моделот на Вучич тука. Мене ми е важно, знаеш што, не сум толку обседнат со Мицковски неговата позиција, колку ми е важна позицијата на државата. Ако го реши, стварно ако го реши... Тој е премиер, знаете. Знам, ако го реши проблемот со бугарите, ние практично еден идентитетски концепт кој е направен од СДСМ во основа, па и од Таче, како и да го завртите, бидејќи вториот предлог француски кој нас не одговара, Ептен, е направен од министерот за европски прашања или правда Воен Маричич и Таче. Така што тој предлог, они уопште не го промовираа како нивни битен. Тој е предлог многу добар за нас. Дури се дистанцира во изборната кампања, дека тој се донел порез, негативна кампања, па тоа е таа лоша стратегија. Делумно нивно. Иначе тој предлог е, еднаш употребив тој термин, бољи во национална смисла, бољи од Преспанскиот договор. Тој решава два прашања.
јазикот македонски е чист во него, ни додатоци, ни податоци, ништо. И второ, што е за нас многу битно, и второ, македонскиот народ, албанскиот народ, односно бугарскиот народ се целосно јасно поделени, а бугарите се малцинство, кај македонскиот народ во неговиот устав, еднакво со други малцинства. Па тоа подобро, тоа решение нема тоа. Тоа Киро Глигоров со Желев не можеше да го избоксира. Па не може никој до сега, никој. Не беа подпишани тие меѓународни договори, токму поради тие тој ризик да ја стави таа приказна на тапан и со неа нешто кичма да не савија, нешто не симиња и у Вучич да е заљубен е апсолутна неодговорност. Па гледате, пред 4 дена се во Брисел, оние стари до 5 дена, тој нема комуникација, зборам за Мицкоски, нема комуникација со никој освен со Александар Вучич. И тука просто се поставува прашањето која е разликата помеѓу тој српски свет, нели кој сега се промовира, и она платформа Глигоров Изетбеговиќ, скратена, некоја нефункционална федерација, конфедерација, така вие работевте нели со Ебганич, што одевте во Босна и Херцеговина. Тоа ли беше суштината на Глигоров Изетбеговиќ? Не е таков идеолошки дел, не таков идеолошки дел, тоа беше некаква економска врска, али не државите се посебни субјекти во меѓународното право, што беше битна ситуација од тогаш. Но, овдека погледнете ги концептите на некои нивни идеолози, под наводници идеолози на ВМРО, овдека се као да ги напишала Агенцијата на разузнавање на Србија. Тоа е практично ние влагаме во тој српски свет со некаква царинска унија, со некакви под наводници концепти на однос кон албанците, они кон Косово, ние кон албанците, заедно поддржување, со еден влез на мала врата на руското влијание тука. Видите, во Белград е све поделено, паралелен руски свет има, фирми руски има, сакате air condition да купите, русите се купуваат руски фирми. Српска фирма, нафтена индустрија ставена на црна листа поради руски капитал, значи. Такви руски и српски операции ако влезат овдека, ние ваков муабет нема да правиме. Ниту че можеме да правиме. Вие мислите дека влезот во Европска или почетокот на преговори со Европска унија може да ги компензират или да ги надсинхронизират сите овие слабости демократски фактори? Може, знаете како, во термоце Романија, тоа е невозможно. Да, разбирам, ама ние сме Словачка, гледате Унгарија, значи тоа покажува дека одредени вакви кретки општества се неотпорни без разлика на влезот во Европска. Ние сме во таа смисла пофрагилни, потворени. Прво историја на отвореност имаме, без тие фантазми на сувереност, како што има Србија, Романија, тие се Бугарија. Второ, ние имаме албанци, мултикултура имаме внатре во себе, кои имаат, мора да балансираме внатре на друг начин. Имаме голема дипломатска колонија која има влијание. Тоа е оние во термоцентралата, во нуклеарните термоцентрали, не дојде до експлозија, има едни јагленови прачки се ставаат во реакторот и тие ги впиваат слободните либерали да не експлодира, тие прачки кај нас се внесени внатре и тие ги абсорбираат. Нема македонска партија од овој тип, нема сила на тој начин да ја дестабилизира или да ја затвори државата. Се ова криза внатре која потоа ја руши неа. Така што ние не сме дојдени до тој степен, али они не ја научиле лекцијата. Они не знаат каква држава владеат. Види, јас тоа ќе повторам овдека. Првите ВМРО војводи, тоа е 19 век, втората половина, прават устав за Македонија кој е порадикален од Охридскиот договор. Има 4 официјални јазика, има структура двупарламентарна. Они знаат точно каква држава раководат. Точно првите ВМРО-ски војводи. Овие сега, генерација X, Z, како ги викаат на ова, се неписмени во однос на тоа каква држава раководат. Она не можат да се прават важни со Винтел, со министерот за надворешни работи, утре ќе се срушат на колена со истата таа логика. Тие идеолози кои вие ги спомнувате, едни од идеолозите на ВМРО-ДПМН, тие го величат Лазо Колишевски. Вела дека бил македонец, дека бил голем македонец, дека неговото дело, дека за разлика од ова левица денешна, Лазо Колишевски е нешто што треба да се следи, што треба да се респектира. Човекот е улер, али ова што треба ние главна линија да одиме со Србија, тој јавно да го каже, атентат на Киро го направија поради таа теза, 92 ги донесе американците овде. Последниот разговор со Милошевиќ беше понуда на Царинска унија, одбивањето на Царинска унија утре ден атентат имаш.
извадија... Се овој овдека вади теза дека ние со србите треба наново да одиме и албанциве што ќе правиме овде? Како тие ќе се однесат кон тоа? Неодговорно е тоа, човече ќе го дигнат, ќе дигнат државата на клоци. Ве изненадува ли ова молење, да не речам коленичење на албанците, да влезат во влада со Христијан Мицкоски? Едноставно, дури, како да ви кажам, е неубаво за слушање, за гледање, таа една поданичка позиција, две албански структури наместо да се борат за некакви политики, права, што им ветеле на границите, тие се конфронтираат помеѓу себе, кој повеќе заслужува да биде во влада со Мицкоски. Тоа е една интерна албанска динамика, они се под стресот, дуи долго време и поради бекграундот, што за нив е битен, тоа е воениот бекграунд, и заради дугачкото бивање на власт, инсталирање во власта, едноставно сметаат дека не можат на ниеден начин да се доберат до власта без тоа коленичење кон ВМРО. И сега практично се во непријатна ситуација да ги голтаат сите овие односи кон албанците со тези дека не е тоа точно балансирано укинат, но ќе донесеме закон, законов за јазици, не знам како се однесуваат кон тоа се све шамарања кои за нив, бидејќи они се етнички осетливи по таа линија, или по некој пат и безобразни, некој пат ќе као она што беше со знамето, тоа беше навистина, тоа просто ќе те испровоцира да ги држиш, да ги третираш. Така што тој не се вешти баш тоа, меѓутоа арапска пролет на албанските партии, не на Македонија, туку на албанските, кај што тие ќе станат државотворни во наводници албанци, нели од типот на Рахман Орина, само да се доберат до власта, а самото албанско население кое е надвор од таа гравитација на вработување на тендери, веројатно ќе бара одредени промени. Така што јас ми се чини дека не Дуи да им прави шарена револуција, бидејќи Дуи е зрел за шарена револуција пред Мала Речица, а не пред Уставен суд, дека албанското население ќе стане незадоволно не од Христијан Мицкоски, туку од Влен Вреди и од Дуи, тоа што го правиле 34-35 години. Ја мислам дека социјалдемократите кои имаат една тенденција сега во вриење, поред тоа што го спомена ти, уште не е средена таа тенденција, сталожена на дното на шолјата, тоа е дека они мислат дека изгубиле поради Дуи. Не, они се изгубиле поради собствениот однос кон Дуи. Тоа е друго, не со кон Дуи, него они се однесувале некако кон Дуи, или кон собствените проекти, не ги формулирале, ги криеле, или кон собствената корупција, да речеме. Тоа е причина на нивниот пораз. Треба сериозно да размислат да во таа смисла коалиција, повторно развиваат коалиција со Дуи секако во овој отпор кон режимот, а ова е режим веќе на Мицкоски. Тој концепт мора да го развијат наново и треба да, и заедно со граѓанскиот сектор, велам, и треба да таа маса да ја засилат. Лете, нема меѓународен притисок за Мицкоски, нема ова фаза меѓународен притисок, нема албански притисок кон Мицкоски, нема опозицијски притисок кон Мицкоски, некои делови Реслови Груевски или тие камчења, некои островчења внатре во ВМРО не му прават некој притисок, и Мицкоски е веројатно како единствен политичар, можеби Заев после 27 април кога доаѓа на власт, единствен политичар кој нема никаков притисок. Има комотно владење. И само од него зависи дали ќе оди во еден или во друг правец. Никој ништо не го притиска всушност. Тоа во еден дел е точно, меѓутоа прашањето кое следи е што со тоа? Он не владее. Практично они се, како што би рекол Заев, другарчиња кои апсат или викаат сега ќе објавиме дека ќе апсиме или дека ќе има една ваква афера или не знам која група ќе биде и се смеат у кабинети. Тоа нивната функција е пресконференции, ситни за африканци, као група другарчиња. Они немаат проекти сериозни. Те се фасцинирани од својата улога во власта. И второ, не знаат што да прават, тоа треба да се работи, значи буџетот треба да се структурира, треба да се прават реформи во образование, не е реформа стратегија до 25-та турим пари, тоа не е ништо. Никој пат не виде лај од таков тип на наводни стратегии. 98 година кога они победуваат на изборите, са тоа покојникот Царев и Зоран Димитровски ме кажуваат, легуваат во НИК Нова Македонија, тие проаѓале тука.
со месеци, со денови, со години гледале канцеларија на Панде Колемишевски и мислеле што све таму има. Влегуваат во негова канцеларија, нарачуваат 30 кебапчиња, забораваат кола или пиво, барат тука нешто и наоѓаат некој виски таму на Панде Колемишевски и јадат кебапчиња со виски. Мислам дека и сега се во некоја таква роља, Мицковски, целата екипа се фасцинирани од власта, од својата улога во власт, од својата улога во историјата. И на тој начин сушност го гледат и го концепират своето владење. Тој дели лекции на Урсула ван дер Лајен, дели лекции на Лајчак, дели лекции на сите, значи Вучич кров ни да јаде. Да, значи... меѓутоа, они немаат време за тоа. Они тоа го прават во една од најопасните периоди на надворешната политика во регионот. Значи, ќе повторам. Ова што се случува сега со американската политика е полека во процес повлекување од регионот. Оној пријател што они мислеа дека го имаат Гренел, и се викаше како он е назначен, во Јужна кој Америка. иначе имаше став дека Косово треба да се врати у Србија. Имаше, он е назначен за кризните области, од Иран, од Латинска Америка, Иран до Косово. Меѓутоа, тоа не е нивниот пријател под наводници. Не е таа позиција која... Едно не е позиција, второ, неговата позиција е сумнителна во таа смисла. Второ, русите со цела оваа приказна околу Крајина имаат поголемо влијание, со тоа повлекување тој простор веќе го имаат во Србија завземено, само ќе го прошират надоле. Во Босна, према целиот албански сектор, тоа е нервозен. Сектор, он влегува во оваа приказна без главниот стратешки партнер или со намалено дејство стратешкиот партнер американците, и ние исто така, независно од овие изјави на сврката тука. И сега гледате, во таква ситуација Македонија нема позиција која може сега да им се наметне ко Србија на околнината. Ние сме усмисла дека ќе бидеме практично предмет на растурање внатре, на дестабилизирање внатре, нема време на приказната да изведи и не разбира. Во овој моментален мир што го има и ова што го опишуваш ти како никој не го притиска, он не сваќа дека волци, сега дури волците се околу нас. Таква ситуација со русите, србите, онакало и со нервозниот албански комплекс условно. Тоа е всушност најлоша фаза кој никој не те притиска, имаш услов таму кој треба да го исполниш, дури тие, како да кажам, едноставно одговарат. Што е со Македонија, има услов, треба да го исполни и толку. Значи никој не се замара, па ајде да најдеме некои модалитети, па да најдеме некои форми како тоа да се задоволи, што да се напросим. Лјупчо Грижевски прави некој шатал турнеј во Бугарија. Јас не гледам дека Брисел нешто посебно губи време на нас имат. Устав кога ќе го исполните, ќе ни се јавите. Комплетно не одлепиле тука, не откачиле, но не го откачуваат во смисла дека со едно око го гледаат дека он не е доволно силен на таа приказна и дека сепак во последниот момент ќе ја голтне жабата. И сега ние сме во тој момент. Тука го тестират, го мерат тука кој прави. Да. И сега, знаете, пред некој ден, не знам кој беше по име и презиме, дава став јасен, гаранцијата му ја дава, дека после менување на тој услов нема да има никакви други пречки од починување. Тоа е тој услов као што може да го даде некој функционер, тој му го даваат во една работа. Второ, условни уставни промени кои немаат никаква смисла, веројатно ќе бидат заборавени и ќе ја заврши таа приказна. За тоа му треба голема коалиција. Се видиме како опозицијата тоа ќе го среди. И мислам дека главната приказна ќе биде одбрана на правосудниот систем за нас, тоа ќе биде внатрешна борба. Дамева поднесе оставка, што беше на судски совет. Па имаше различно толкување кога истекува мандатот, дали во декември, дали за 6 или за 7 месеци, оној геп што се јави кога ја смени или кога се замена, па и кога се врати. Мицковски екипата околу Мицковски тоа го доживеа како голема нивна победа, еве Дамева си замена, делна или на Сваровски, на кацарска судството, што кацарска како ги нарекуват, нели кацарска, русковска судството. И првиот тест им помина. Па они ќе се обидат, тоа е прво има концепт на растурање на Републичкиот судски совет, па на идоа на веројатно отпора и странски интервенции, сега ќе одат на освојување внатре, ќе одат на менување на што поголем број на обвинители
Ма права друга стратегија, гледате. И некаде закана со кривични пријави дури кон обвинителите. Прво прават јавно судење во сите процеси, нели што ги прават, министар за внатрешни, премиер, нели тие јавно судење на сите овие дебатни емисии или на интервјуа, и откој судиите или обвинителите нема да направат тоа што тие го сакат, тоа го користат или како алиби за нивна смена или стигматизирање за да може да се повлече. Треба да се издржи тоа Мислите дека може? со 2% поддршка нонстоп враќање на судиите, стално се повторува. Треба да издржат, а опозицијата треба најсериозно да прифати одбрана на концептот на поделена власт и независно судство, без никаква дискусија тука. Не можеме сега да делиме дали некој од обвинителите е бил ваков или онаков. Има процедура кога е некој корумпиран како се оди. Без таа процедура никаква кампања мора да ги заштитат, пошто се штити комплексот на владење на право, кој за нас е многу битен и многу тешко го усвојува. Може ли 3 прашања за опозиција? Прво, пред опозицијата толку невешто се дистанцираш од францускиот предлог. Па дури еден Бујар Османи во своји настапи на одредени подкасти се само промовира себе си и дури дека тие се единствени носители на тој европски концепт тука во Република Македонија. Тоа се подразбира нели францускиот предлог. Од каде тој инхибирање, тој страв на опозицијата да се повлече од нешто што нели вие го сметате за нивно капитално дело? Па, не знам ја на кој начин, меѓутоа можем да оценам дека таквата теза е погрешна. И тие платија таквата теза, бидејќи во политиката, она што не можат да ви простат е слабост, двосмисленост, криење, тоа нема да ви го... Дури грешка ќе ви простат, но слабост и hesitating, на двумење, нема да ви го простат, ќе ве казнат. Они треба со тој предлог да се пофалат, да излезат како подобар дури од Преспанскиот договор и да нагазат да се усвои, ако не можат уставните промени да ги изведат, тогаш е тоа друго, меѓутоа требаше да ги нападнат и тоа ги нападнат со овие 2 точки за кои разговаравме, да не повторам, кои ги има во тој предлог и кои се фантастично изборени, како што вика премиерот, тоа е дипломатски мастерпис, ова беше дипломатски мастерпис 2. Сега, тоа е проценка на политиката како ја изведувате. Во таа смисла лидерскиот материјал на СДСМ потврли. И таа цена ја плати партијата. Вие сепак, што вика Тони Блер, лидерите прават разлика. Некои лидери, некои линии што ги зафаќате, зависат од лидерот, не зависат од состојбата во партијата. Мора да повлечете одговорност. Таквата беше ситуација со Заев со тоа, он повлече одговорност околу Преспанскиот договор и Ципра со таа страна. Не можете без тоа да го изведете. И не само тоа, него во историјата не ги изгуби ни изборите после тоа. Што е единствен пример во 2020 година ги доби избори. Не, што е единствен пример во теоријата. Прво десницата не го реши проблемот, левицата го реши, што е преседан, и потоа во учебниците влага, после тоа што го реши, не ги изгуби ни изборите. Така е. Тоа е мајсторство во таа смисла. И они се поинаку, и тоа се гледа во нивните реакции сега, кога го напаѓаат Дуи, која се публикува, као да францускиот предлог паднал од Макрон и така некако од небо, па ние мора да го прифаќаме. Не бе, ние го одработивме, они го одработија во тој микро процес, првиот го одбија, рекоа не можеме да го прифатиме на ниеден начин, па овие го коригираа на начин на кој сугерира и пројде. Хаосот во Бугарија го искористија, деконсолидацијата на таа држава и власт тогаш. Сега ако се консолидираат, ако ние го изгубиме тој предлог, пренемагањето на Мицкоски ќе биде наречено, и само тој наслов е соодветен, антинационална и антидржавна политика. Нема друг наслов. Тоа е насловот на тој став. 70 години тука се инвестираше во бугарски врховизам и албански редентизам. Ајде да дефинираме француски предлог и рамковен договор, нели со грците, тоа било секогаш бузуки, суфлаки, содело на одмор и така натаму. Ние гејците сме биле виновни зашто биле лоши односите на македонците и на грците. Никош немало таква драматика.
таква пизма во односите помеѓу македонците и грците, колку што имало со албанците, колку што имало со бугарите. Од една СДСМ која е бастион во време на тој Лазо Холишевски кон бугарскиот врховизам и албански редентизам, сега станува идол на ВМРО. СДСМ станува предавничка партија, бидејќи има француски предлог и рамковен договор, а ВМРО е бранител на македонските национални интереси. Каде во 30 години се смени улогите, бидејќи до пред 30 години се сметаше дека ВМРО е, како да речеме, творевина, историското ВМРО на бугарската држава. Не, види, тоа што го споменуваш ти не е вистинска оцена, тоа е пропагандна оцена дека овие се предавници, а овие ги бранат националните интереси, бидејќи они не бранат никаков национален интерес. Кој интерес национален го бранат во овој момент ВМРО дефинира го? Што е? Кој е национален интерес на ВМРО кој го брани? Што дека ние не попуштаме, што попуштаме ние? Тие го прочитале ли францускиот предлог? Бугарите попуштиле. Не ние. Бугарите попуштиле од позиција дека сме ние две држави, еден народ во две држави, што не беше за преговарање, до позиција дека они се малцинство кај друг народ. Они попуштиле 180%. Од идентитетски се сведе на малцински проблемот и прашањето на Македонија. Тоа е 100% добивање на нашата теза. И јазикот македонски. Према тоа, кои интереси ги бранат, ако го одбијат тоа? Они ги бранат интересите српски. Тоа може да се каже дека ВМРО ги брани српските интереси. Македонија ништо од Бугарија што ќе прифати да не прифати, ма јаболко да е сладко, смокви да е, не прифаќаме тамо. И со албанците тврдо ги газиш докај што можеш, па кај пукне ќе експлодира, ако треба ќе се поделиме. Тоа е српски интерес. Ако речеш дека ВМРО ги брани српските интереси, има логика. Али македонските национални интереси, тоа нема никаква логика. А СДСМ не сме од тој комплекс да се води во ниедна точка. Значи, он ги брани македонските национални интереси на најдобар начин, има историја на докажување, граѓански устав влез во 93-та, Охридски договор и до ден денеска преспајува со бугариве, и они треба без комплекси и коалиции со граѓанскиот сектор и коалиции со албанската опозиција околу напад врз оваа 96 српска власт во основа. Вие славевте меѓу себно признавање на тогашна СР Југославија, Чите, Белград и Република Македонија. Значи беше срам 90-те години да си за Слободан Милошиć, не за Србија, нели да не тоа звучи расистички или ксенофобично што се вели, но една таква Србија која е многу слична на ова денешна Србија на Александар Вучич беше нешто што не беше прифатливо. Дете од Катаран, како го дефиниравте нели вие во некои ваши јавни настави. Од дене што дете од Катаран е посакувано дете. Само со нив се дружиме, гледате на они саем на вино пред 3 недели. Додик, овој што е српскиот премиер Александар Вучич и Христијан Мицкоски, српски свет на дело без Црна Гора, што се вели. Така е, за жал е така и тоа е најопасниот дел за нас. Морам да ти кажам дека тоа е уствари една предавничка во основа и антинационална политика која не знам како можат, сега веќе не ни можат да ја представат како одбрана национални интереси. Така што таа флоскула не ја прифаќам ниту да ја дискутирам. Мислам дека Те прашање имам за после да можеме последниот дел да го поентираме. Никола Клюсев имаше Лисабонска декларација и се растори владата, нели подоцна дојде знамето од Варгина, Тодор Петров како знак на некоја компензација, Мицкоски има францускиот предлог. Никој не го притиска. Стабилна ме владата, има стабилно мнозинство. Но Македонија во овие 33-4 години покажа дека лесно може тоа да се сруши како кула од карти кој сме очекувале дека Лјупчо Георгиевски ќе е најсилен бетон, па има војна 99-та, па пристушкување, па губење на локални избори, касапана на председателски избори 2001 година. Како вие тоа би можеле да го дефинирате? Па, тоа се дефинира со следниот начин. Мнозинска поддршка на една партија не значи стабилна власт и не значи стабилна држава. Тоа значи само дека партијата добила пратеници повеќе него што очекувале и можеби и апсолутно втутветинско мнозинство. Тоа воопшто не значи стабилна власт. Во Македонија стабилноста на власта значи сериозен и функционален баланс меѓу македонските албански партии со големо меѓународно присуство и интегрирање како мала држава. За нас формула е да не останеме изолирана како Castle State го вика тоа,
со зидови од градена држава. Ние мора да се интегрираме. Сега гледајте, интеграцијата кај нас подразбира дека ние мора да го изградиме коридорот 8. Бидејќи со коридорот 10 ние сме сендвич во кој не сме сенф, не кремвишла, сенф не сме во сендвичот меѓу Србија и Грција. Се онај министерон доаѓа за транспорт и врски од Брисел и вика, ние успеавме, отпор имаше да не притиснат и ние успеавме парите да ги ориентираме према коридор 10. Ало бе, коридор 10 е изграден. Ние сме важна држава ако имаме крстопат функционален преку нас. Ние сме тогаш раскрсницата која дига, спушта рампи. Ако сме ние сендвич, како што бевме у бивша Југославија, ние сме небитна држава, нормално под српско влијание пред се и културолошко и секакво. Што значи он не може да разбере структурално каква држава раководи. Ние мора да најдеме пари за коридор 8, ние мора према Албанија и према Бугарија да го развиеме тоа и тогаш да застанеме на мостот како римјаните што стојат на мостовите и почнуваат да наплатуваат све. Од целата комуникација, од газ, нафта, транспорт, све. Тогаш сме ние битни. Тие тоа не го знаат, човече. Добро, професоре, имате ли чувство дека на долг рок концептот на Васил Топурковски го порази концептот на Киро Глигоров или стратегијата на Киро Глигоров? Ајде да кој е концептот на Васил не е јасно? Гледате антички македонци, Филип II, Александар Македонски, кокетирање, една егејска популација, гласачко тело 150-200 илјади, преку мозги пренесува ВМРО, да помне многу поважна историска фигура е Васил Топурковски од Ванчо Михајлов за ова денешно ВМРО да помане. Не знам, не сум сигурен тоа. Ја мислам дека целата надворешна политика е дефинирана од политичката елита 91 година. Таа линија е горе-долу дисконтинуитетот се обида да го направи Груевски после Букурешт. Тој пораз се вративме назад. Сега нешто малку ова е по нешто као дување у некоја тиква од страна Мицкоски, покушава истиот тој дисконтинуитет да го направи од интеграција, мислам ке доживее пораз на меѓународен план со тоа, така што главната линија на Македонија во надворешната политика за нас е таа 70% важна. За мала држава 70% важна е надворешната политика, дури и кредитот од Орбан е надворешна политика. Ние ништо внатре немаме што можеме да влијаеме. Све е надворешна политика. Влез со Европска унија, влез со американците, влез со регионот. Of course, ако одлучат да прават со Русија и Кина, пак е тоа надворешна политика, значи све за нас е надворешна политика, а он не знае да ја води, он е затворен у канцеларија и на пресконференција нема што да води, не води проект. Министер за надворешни работи кој велите гледа и држи пресконференција $8 или евра, дали се за Netflix платени. Вие сте континуитет на политика 91 година, или така се дефинирате? Во таа влада беше и војкото на Никола Груевски, односно таткото на Сашо Мелков. Имавте ли таму различни ставови околу Македонија, еднината на Македонија, Клюсев, да речеме стариот Мелков и вие Љубин Фрчковски? Се обидам генезата да најдам. Или вас ве напаѓа чисто бидејќи сте континуитет на политика од 91 година, како дефинирате? Устав, прием во Обединетите нации, нели со таа, па привремена референца, па времена спогодба, па 2001 година и така натаму? Не, во таа смисла имаше една комбинација од еден социјалистички либерализам кој представуваше Киро, Нетков и цела таа групација, Мојсов можда, и една помлада генерација која беше порадикално лева и порадикално либерална, јас, Јане Милјовски, Ѓунер, таа една подруга, поголема комбинација, но и таа комбинација беше мокна, мислам дека беше мокна. Реализираше еден проект како што е нормативниот дел на уставот и потоа целата линија на меѓународна политика која водеше пред се Киро Глигоров. Владата тука малку као се брецкаше, порадикално, по-нерадикално, ама не беше јасна таму, во владата не беше јасно кој дува у која тиква. Бидејќи имаше голема инфилтрација на КОС и луѓето кои беа формално националисти може да бидат врзани за Белград, така да не ви е јасно таму до крај кој каде дува. Јордан Мјалков беше една питорескна, фина фигура, немаше никакво влијание реално во владата, повеќе беше така малку една симпатична, фина фигура, тој седеше до мене на влада и ми покажуваше утачната дека носи узи, например, што беше
импресивно да го покаже. Но не мислам дека беше нешто што одлучува во било која смисла. Клюсев исто така во еден дел не од консултацијата све со Киро, тоа беше таа линија, меѓутоа таа линија, поентата ми е до ден денеска ја дефинира македонската надворешна политика, независно од овие инциденти на ВМРО-вците во Груевски и сега време. Љупчо Георгиевски прекјутно ја прифати. Вашата Да, прекјутно позиција. ја прифати, имаше внатрешни, али прекјутно ја прифати таа приказна, не беше тој посебно. И сега во оваа линија со бугарите он има добар инстинкт. Он има добар инстинкт во таа смисла. Едно од последните прашања. Борис Трајковски и Зоран Заев, гледате како да најдобро и вие како континуитет на таа групација 91 година, а може би еве Македонија да дефинираме, функционира во решавање на проблеми кои ќе се извадат одредени исклучоци од СДСМ и од ВМРО да помане, ќе им се налепи ова група која вие велите, група на континуитетот кај што вие останавте сега, Владо Поповски веќе не е толку активен, Ене Милјовски и Лазе Китановски се покојни, и преку Борис Трајковски и Зоран Заев реализираат одредена стратегија. Тоа се, може би, мокни меѓународни играчи, но слаби партиски играчи, немаат некој силно, освен Зоран Заев, во еден временски период силна база, силно политичко пориште, се различни од ставовите на СДСМ и на ВМРО, но се спроведе одредена политика која во време на Борис Трајковски 2% има само до врба. СДСМ доживува дебакал со 150, но не се 13%. Функционира ли Македонија најдобро во еден таков модел? Не знам, ја мислам дека тие гласови флуктуирања кај СДСМ кои се појаки се движат, например, ние влеговме у председателски избори со 120.000, не со 150.000. Па ги дигнавме негде до 260.000 на крајот, иако тоа беше пак пораз. Али идејата беше да се дигне, се направи победа внатре во една исплашена структура згазена од полициската држава на Груевски. И таа се дигне од 260, следните избори Бранко Црвенковски ги доби, иако призна дека ги изгубил, што беше катастрофа за СДСМ. Де факто, значи, тој процес трга. И сега ќе тргне на сличен начин, може да у пократко време, бидејќи немаме време толку, ќе се збие меѓународната ангента на главата, иако она што им изгледа као мирен период ќе исчезне преку ноќ. Тоа е една работа, втора работа е што еден депресивна либерална комјунити имаме, ние мора да изградиме нетворк, не викам само во опозицијата, но во граѓанскиот дел и во медијскиот дел, мора правиме нетворк на заедница која се поддржува околу овие идеи на слобода на мислење и организирање печат и everything, и која живее и се поддржува меѓу себе. Ние немаме сега луксус на тензии меѓу себе, независно кој чив бил под наводници. Таа линија, јас сум заинтересиран за таа линија. Тие либерални инстинкти ми зборуваат дека во таа линија ние живееме добро. Има некој, во како се вели, опозицијата е слаба, но има едно силно опозицијско јавно мислење. Така. Тоа силно опозицијско јавно мислење во првата фаза ќе ја дроби СДСМ, ќе обвинува за поразот, за грешките и така натаму, што ќе рече прва жртва на тоа опозицијско мислење ќе биде токму СДСМ, но на еден среден рок тоа опозицијско мислење сака не ќе се сврти против власта, било која да е таа власт. Па затоа е опозицијско основа, а потото со оваа власт не можете ни да ја поддржувате, она ги напаѓа главните приказни. Значи, имате напад на човечковите права по сите линии. Сега им глумат они тука некаков притисок кон овие ранливи групи, кон жената, позиција на жената е конзервативно одвратна во рамките на опозицијата, на образованието, не спроведуваат услови што е забрана дискриминација во учебници, ништо од споделената историја не отвараат, што е голем проект. Он се бави повторно дали учебникот на четврто или ќе искочил во септември на пресконференција или ќе искочил во октомври, човече, министар за образование, а има огромни, гигантски проекти пред неа. Од тој тип на комунално мешетарење, они имаат еден период, еден рок, но ја мислам дека тој брзо ќе се потроши. И мислам дека ќе излеземе во една варијанта. Имате чувство дека
Целата стратегија на СДСМ е да направи заедничка влада со ВМРО. Тој проект на Заев нели од 2022 година не го реализира Ковачевски со многу варијанти. Ние не сме ни отвориле кои се сете варијанти, дури и постојува избори имало таква една варијанта, нели се преговарало, се правило. Мислиме ка СДСМ сега на тоа уво спие, на тоа уше спие дека по секоја цена да ја истисни, знам или ДУ или не знам која политичка партија, ти да билат клучен сојузник на ВМРО власта. Не, социјалдемократите мора да се консолидираат сами. Никој нема да им прости да им даде консолидација, ниту коалиција со ВМРО ќе ги консолидира нив, ќе ги оштети нив ако не се добро консолидирани сами. Само како структура која е добро консолидирана и стои на своји нозе, она може да влегува во комбинации. Инаку за Македонија, јас тоа го реков во случајно беше тоа во некоја округла маса у Тирана, па ме справаа зашто у Тирана, сам кажам тоа не у Скопје. Значи ја мислам дека за Македонија е пригодно швајцарското решение на постојано голема коалиција на две македонски, две албански групации партии и практично без опозиција, со слаби опозициони структури кои одат на избори, нивните проценти се менуваат во однос на изборите, али постојано има коалициона влада, бидејќи ние немаме големи прашања позициско-опозициски да решаваме идеолошки. Немаме, ние сме стајани на шини, одиме во главном со нијанси кои се небитни и големи коалиции постојано во македонската политичка сцена би биле решение за нашата тензија и може би влез во една нова етапа за македонската историја современа, полиберална и послободна. Постојано прашање за американската улога, нели, во овие политички разврски во Македонија. Гледате, пред избори Стефчо Јакимовски кати Цјанева на црна листа. Стефчо Јакимовски има некоја шанса нешто да обедини, да биде некоја опозиција во тој десен политички кампус на ВМРО, да памане, значи почнат изборите, ставен американска црна листа. Се крива албанската опозиција, нели, ДУ и протести пред Уставен суд, Артан Груби на американска црна листа. Има ли логика? Гледате ли логика во тоа однесување? Па сега гледате, прво, црните листи се прават на определена фактографија која оние имаат за корупција, тоа да не зборуваме, не се чисто идеолошки и не се можеби воопшто идеолошки, така што не можам тоа да го коментирам. Мислам дека имаат основа во основа кај корупцијскиот дел. Но како, знаете како вика Черчил, американците ќе направат вистинската одлука, од која претходно ќе ги пробаат едно 3-4 погрешни одлуки, на крај ќе направат вистинската. Не знам сега дали е тоа во случај наш, али поддршката на секој начин, во еден период Рикерна Мијалков, од друг период сега, знаете, и на Мицковски, они погрешно ќе разберат. ВМРО-ците тоа погрешно ќе разберат како ветер у грб за напад кон судскиот систем. Еве тоа ќе се случи, еве сега зборуваме, ќе провериме за една недела. Они тоа ќе случат како, пошто се неодговорна политичка и нелиберална политичка, они не разбираат демократијата како баланс. Они мислат дека све треба да освојат и да потрујат со својата Тога идеја. се сигурни. Тога се сигурни кога се контролират. Значи тоа е едно чувство на семокност. Кога не контролират се, тие не се научени да делат, да разменуваат, да комуницират, да коалицират на крајот на криштата. Затоа се поделува општеството во нивен мандат. Така е и таа подела знае во овој случај да биде во еден многу лош период меѓународен, кај што знаете, не може ризикот да биде ист како порано, може да биде поопасен, токму во ситуација кога македонската партија има такво мнозинство. Мицковски е нужно зло или е избор на американците? Не е избор на американците, тоа си е избор на ВМРО-вците, тука да нема дилема. Толку е приказната и толку е дометот. Фала многу, се најдобро. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Љубомир Фрчковски. Се надам дека ви се допадне интервјуто. Ако ви се допадне интервјуто, ново дружење политичка анализа за мембари вторник 22 часот и 30 минути, ново интервју последно за ова календарска 2024-2025 година, недела на 29 јанари, до недела и до вторник. Пријатно вечер Македонијо, каде да си.